Почитувани, сакаме да реагираме по однос на синоќашното соопштение испратено од кабинетот на градоначалникот Талевски, чиј автор за нас е непознат и може да биде секој. Хаузмајсторот, кафе куварката, бидејќи содржината по нас не одговара за нивото на еден економист. Значи непознатото другарче мака мачеше цели 2 недели да ги изброи милионите евра потрошени во ветер и да одговори колку пари потроши општина Битола во овие 8 години и за кои проекти. Иако тоа непознато другарче се амнестира од одговорноста за сите потрошени пари, сепак да му кажеме, без при тоа повторно да ни се заканува мене и на советникот Оливер дека доколку уште еднаш го споменеме ќе се фрли преку прозорец, да ни одговори и ќе му кажеме ние каде општината потроши во овие години 200 милиони евра. Значи не може да се амнестираат од наменските дотации, бидејќи Владимир Талевски објавува, односно општината Битола објавува и во моментот течи огласот за набавка на нафта, не може да кажуваат дека не се одговорни за наменските дотации, дека тие немале никаква врска со нив, бидејќи во моментот на веб страната на општина Битола течи тендерот за набавка на течни горива за сите основни, средни училишта и детски градинки во градот. Значи тие од наменските дотации објавуваат тендери и тие ги трошат средствата од наменските дотации. Исто така, општината Битола ја распишува јавен тендер за бесплатниот, така наречениот бесплатен училишен превоз за децата од основното и средното образование. Значи општината Битола итекако ги троши овие наменски дотации кои што идат директно од државата. И второ, директорите во сите училишта се од ВМРО-ДПМН и практично и тие ги располагаат со овие средства. Бидејќи не упатија на програмата да ја прочитаме, таму се фалат дека пример ги сменале азбестните цевки. Азбестните цевки ги сменува јавното предпријатие Водовод, кое што има буџет кој што се полни од граѓаните на општина Битола. Не може да не му ги броиме парите на јавното предпријатие Водовод, а тие да се фалат со тие пари дека ги направиле проектите. Не може да не ги броиме во овие 8 години парите на нискоградба, кои што се собрани од граѓаните, а тие се фала дека менуваат канализација. И не може да не ги броиме парите на комуналец, чии што сметки се зголемија, со екоденарот, а тој се фали тука дека го чисти градот, дека го уредува градот и дека ги средува парковите. Значи тој се фали со овие проекти, но не сака да му ги броиме парите. И трето, покрај овие ставки, во општината доаѓаат дотации од странски институции. Например, Швајцарска агенција за развој во 2009 дала пари за реконструкција на Тумбекафе и тој проект е внесен во програмата, значи се тие пари кои што не се од општината, меѓутоа тој се фали со тие пари. И такви проекти има еден куп. Тоа се за зоолошката, тоа се за Старскиот дом, тоа се за улица Железничка, која што тој од ИПА фондовите направи. Значи тој се фали со сите пари, со сите проекти, а вели потрошил само 40 милиони евра. Затоа таквите најави се смешни од нивна страна, таквите соопштенија се памфлети во кои што граѓаните повеќе не веруваат. Доколку не сакаат да дискутираме преку медиумите и преку соопштенија, ги повикуваме било кој на дуел во оваа тема. Ако тој е магистар по култура, јас или било кој друг ќе испратиме, јас сум магистрант по економски науки, ќе испратиме друг, па ќе видиме, ќе се споредиме, па јавноста нека пресуди дали сме ние во право или се во право глумците во општина Битола.